Златко, најпрво сакам да ти се заблагодарам што не прими овде во твоето ателие, каде што ја креираш твојата магија на твоите креации. За почеток сакам да те прашам како си, добре дојде во Hype Македонија. Мене ми е многу драго што доаѓам во вашиот формат, односно во Hype телевизија, кој што е најгледана на Балканот. И морам да кажам дека сум супер, бев некој ден уморен, ама уморот ми помина поради обврските што ги има во Париз, на Париз Fashion Week. Тоа ми е следното прашање, сакам да те прашам како си помина. Видовме многу интересни случувања на твојот Инстаграм профил, имаше своја ревија, своји креации, ги представи таму, што не ти е прв пат, мислам. Кажи ми кои се твоите импресии од Париз? Од Париз, кој пат да се вратим, јас секој пат сум многу полн со комплименти, секогаш сум со новитети, секогаш сум дојден со нови контакти, со менување на мислења, на идеи, со мои колеги, менаџери, селебритис и слично. Од друга страна морам да кажам дека Париз секој пат воодушевува како град, но ја кога идем тамо пословно, односно за Париз Fashion Week за ревија, не дека нешто многу можам да шетам низ градот, заради тоа што вие имате 2-3 дена пред ревијата, кај што имате фитинзи, пробе, rehearsals, односно проби за ревијата и слично, но морам да кажем дека ревијата пројде у најдобар ред. Јас сум многу задоволен и публиката беше многу задоволна. Овој пат ја представив само 5 фустани кои што беа екстремно многу везени, кои што беа од кутур од почеток до крај. Овој пат гледав мојот бренд да не користи готови материјали, него се што ќе се става да биде тоа везено рачно и направено специјално за тамо. Овој пат боите се многу појаки, поживи за нешто што мојот бренд до сега не презентирал. И морам да кажем дека најбитното од се што локацијата беше хотелот Плаза Атине, хотелот кој што е најскап, најлуксузен и најубав у Париз, со поглед на Ейфелова кула и некако кој се видов и јас со круна, со плашт во мене, со моите 5 креации. Таму сватив дека ја токму таму и припаѓам. Токму тоа се моите 5 минути и се надевам дека ќе траа многу повеќе и сметам дека тоа е таа една моја приказна која што има и локација, и тема, и идеја, и приказна, и све едно. Дали сметаш дека твоето место е баш таму некаде во светската мода, надвор од Македонија, каде што модата се презентира на многу друг начин, помеѓу сите тие луѓе што се од светски калибар, познати модни дизајнери, дали ти припаѓаш таму? Аз дефинитивно ја припаѓам таму, кога јас сум по тие места и на тие состаноци, углавном ја идем на состаноци на фини места, негде кај што може да ја видите Јана Вентури, Леонардо Ди Каприо и Викторија Бекам и Дейвид Бекам и уште многу селебритис како блогерка Тамара и ред други. И кога сум ја на тие места и кога добивам толку многу комплименти за мене, при тоа тогаш сум континуирано облечен у креации кои што се од мојот бренд, сметам дека ја токму таму припаѓам, токму за таму сум, сметам дека се издвојувам по добро и сум исти како нив од типот на квалитет, на размислување. И ја иако патувам сам и овој пат бев сам, запознавам многу луѓе и јас со све некој нешто правам муабет и увек се смеем дека имам еден готов пасов за мене, дека ја увек кој ќе ме праша од кај ти е сакото или кој си ти или дали ќе биде за Fashion Week, ја сам да кажам I am the JZJ, the king of sparkle. Како ја мислиш дека сум Dior, но ја fake it to make it, значи ја еден ден ако сега се представувам како звезда, светска, еден ден и ќе станем светска звезда. Како зрачиш, така привлекуваш. Ме интересира како изгледа кога ти си го пиеш твоето утринско кафе со убав круасан во Франција, со поглед на Ейфеловата кула и ги читаш негативните коментари на твојот Инстаграм профил или на социјалните мрежи, што ти ги пласираат, еве нашите луѓе што треба да те поддржуваат, меѓутоа немилосредно те коментираат со најгради зборови. За жал тоа е вистина, но ја морам да кажам дека ја додека сум во Париз или на било кое друго патување, ја не читам негативни коментари, ниту пак читам позитивни коментари, не читам коментари заради тоа што сум континуирано бизи со станоци или со работа или у моментот имам некакво видео у сейф на мојот Инстаграм кај што треба тоа да го направам и тогаш се снимам, местам кафето на лево, на ошарите на десно, светлината од ваму, замолувам некој да ме сними и слично. Но кога сум више на аеродром и кој чекам лет за назад, ја тогаш там да прочитам што како се случи околу мене или има ли некој нешто објавено. И тогаш јас сум у шок кога ќе видим дека на пример од Париз, кај што доаѓам од луѓе кои што шетале по светот, кои што се успешни, кои што се богати, се прошетани, и луѓе кои што се остварени, и луѓе кои што се на многу едно повисоко ниво од мене како личности, добивам 5000 коментари од комплименти, извини. Имате на Facebook или на Instagram наши луѓе
кој што јас сум отишол таму Македонија да ја представам, таму стои до моето име Македонија дека се представува на Paris Fashion Week. Имате вие луѓе од македонци кои што тоа со хейт, тоа со омраза, тоа со без разбирање, и мене јас сум шокантен колку се они сплотени еден со друг. Кога и оние би биле толку многу сплотени еден со друг за било кој друг проблем да се реши оваа држава би била многу поинаква. Но они се сплотени само за негативното. Тоа се ваѓа заради тоа што се изфрустрирани, тоа затоа што не се среќни, заради тоа што не успеале во своето и заради тоа што не успеале да бида тоа што они сакале да бида. Златко, дали можеш, знам дека е невозможно, меѓутоа пробај. Дали можеш да го опишеш твојот стил само со 3 збора? Ја нема да го кажем со 3 збора, ќе кажем 2, совршен и среткав. Да, тоа е дефинитивно нешто што мене ме опишува. Ја кој сум JZJ the King of Sparkle увек изгледам сјајно, украсно и слично, но мора луѓето да знаат дека ја кога сум на работа, сум у моето ателје, или сум по материјали, или други работи, сум најкежуал, нормално облечен, ако можем нормално да кажем. И од друга страна, ви овде позади мене може да видите 2 сакоа кои што се лично за мене направени од мојот тим. И за жал, све тоа што изгледа од напред многу светкаво, украсно и многу добро направено, вие ќе сватите дека ако го видите сакото од внатре, нема да ви го покажем. Тоа ќе остане на мала мистерија, дека сакото е ужас и катастрофа однутра, односно не е добро направено, или му фали постава, или му фали етикета, или не знам, не е добро ставен джебот, но тоа се може да биде така заради тоа што мојот тим тоа го прави за мене, ја тоа не го плаќам, битно е како изличи од надвор. Ако ге станува збор за моите клиенти, нивниот квалитет мора да биде на највисоко ниво и тоа мора да биде се совршено. Дали еве веќе кога ми спомна за нешто што не си го направил совршено, дали можеш да ми издвоиш некое најголемо промашување твое, модно, и нешто што еве си бил прегорд, што си го изработил и што си го носел за твои цели? Ја морам да кажем дека сум посебно горд на наметката која што носев минатиот пат на Paris Fashion Week, односно тоа е една бордо наметка извини од кадифе со крзно околу и лав везен со злато, и тогаш носев и златна круна на глава. Тоа бил мојот аутфит кој што јас сум посебно горд. А има многу промашаи мои стилизирани, посебно кој сум бил млад и кој што сум имал многу мал буџет за да ја изгледам различно и уникатно. И дефинитивно нешто што прво ми паѓа на памет е тоа стајлингот. Кога ја давав интервју, мислам дека на времето постоеше ексклузив, некоја таква емисија кој што носиме еден шешир од тил со црвена ружа и некој бордо бисери. Тоа стварно беше ужас и катастрофа, но моментот пред 12-13 години, ја мислев дека е тоа супер fashionable и гордо си го носев, мада стварно било модно промашување. Но сепак било изработено со љубов и со приказна. Така е. Така. Дали можеш да ми издвоиш една боја што ќе ја носиш до крај на животот? Ако има можност, такава тоа би била златна и само златна и све што е златно и све што сија. Дали некогаш си одбил да облечеш некоја позната личност? Сум имал прилика да одбием тогаш кога они немале буџет за истото. Мене ако тоа не ми носи голема реклама, барам да биде платено, а ако не ми носи ни реклама и немам пари, зашто тоа би го правил, онда би изгубил клиентот од ателје. Мене ми е тоа ван памет. Дали тоа може би била некој од Македонија? Имало и од Македонија, имало и од други земји, имало и од светот. Ако мене тоа не ми одговара или ако не е тоа мој вајб, ако не е тоа мој стил, ја не планирам да го правим со сила. Или ако више го правим со сила, платите па ќе правим. Која јавна личност од Македонија мора итно да си го смени стилот? Ја морам да кажем дека генерално целата јавна сцена во Македонија мора да го смени стилот, мора да вложи многу повеќе у парчиња за сцена. Моментално имаше некакви доделјување на награде скоро, ја кој видов кој како бил облечен, мене ми е жал што секоја година на таа манифестација се облака луѓето скромно, и пак они таму земаа награда најголема у нашата држава што постои за јавен свет. Од друга страна морам да кажем дека нашите јавни личности мора да вложува многу повеќе финансии у нивниот стил, ако не е тоа у мој креација, нека биде од било кој други, нека направа фама со шопинг по светот и слично. А од друга страна морам да кажем дека мажите, иако не мора да експериментира, ако не сака нивно право, све окей, но мора многу повеќе да вложа време и енергија у нивниот изглед, за да они кои ќе се соблеча на видео, на слика, на плажа, да они бидат згодни, за да жените лудуваат по нив и да сакаат да се сликаат со нив и да биде он нивна
машта. А некој маж не се замара, зашто мисли дека ќе излезе само со бела маичка или црно сако и завршил работа. Ако си јавна личност, тоа не треба да е така. Може ли да не издвоиш некоја од јавните личности, еве, што мора итно да си го смени стилот? Ја кој ќе го смени стилот имам да кажем за многу, но ајде нема да кажем да не бидем суров, но морам да кажем дека ја лично би сакал да работам со Каролина како она би го сменила својот визуелен идентитет. И сметам дека Каролина не треба на сцена да носи камења, боди, реси, да личи како Дженифер Лопес, но сметам дека треба да личи да носи ствари што се екстремно големи, екстремно волуменозни, со високи рукавици, со многу накити, да е тоа како вајбс на Скаприели, нешто што е скулптурарно, нешто што е многу чудно, нешто што она ќе личи како скулптура и да е тоа од котур. А од друга страна морам да кажем пофални зборови само за Аделина Тахири, заради тоа што она е личност, наша јавна звезда и пејач, кој што вау личи и преку ден, и на спот, и на Инстаграм, и кога и патува. Браво. Сладко, знам дека соработуваш нели со многу личности, ги спомнавме некои од нив. Јавните личности на вистина знаат нели да побарат нешто од тебе. Меѓутоа знаеме дека ти делим некогаш им ги поклонуваш, некогаш се за соработка, но колку од нив знаат да ги вратат носените креации или едноставно си ги посвојуваат и се прават, да речеме, наутрени. Околу соработка со нашите јавни личности, ја не вратени креации немам, се што сум позајмил све ми било вратено, но многу е битно вие како тоа ќе го вратите и многу е битно во која состојба ќе го вратите фустанот. Ако ја на вас ви давам чист фустан, саглам, направен за вас или сте го позајмили од моето ателје, истото очекувам да биде вратен таков. И у најмала рука, може ќе звучи себично од моја страна, ама у најмала рука унутра очекувам да ми стаеш едно мало чоколадо, милка или било кое друго у знак на благодарност. А не да биде фустанот пратен по такси, да морам ја да го чекам на Партизанска, како мене некој ми го вратил фустанот и фустанот е ужас, катастрофа и прљав. Значи мене ми е тоа прво не људски, пак ќе кажам не људски, не нормално. А од друга страна затоа па више немамо такви соработки, сум искусил на моја кожа и на сметка на моите фустани, дека ја после тие не можем да ги продадем, да такви соработки више не ни прифаќа. И на крај да се го платиш и таксито, што ти го прави. Да, и на крај треба да го платиш и таксито. Мислам, стварно не е за таа една чоколада или за таксито, него е за односот. Може ли да ми издвоиш некое парче што си го направил, еве, или си го продал, а што било најскапо до сега? Ја нема да ја кажем сумата ако тоа ве интересира, но да сум имал парче кое што кошта колку 5 или 6 просечни македонски плати у Македонија, тоа било венчаница. Од таа венчаница ја имам и слики и видеа, но не сум смел да ги објавим. А од друга страна морам да им кажам на јавноста дека како бизнисмен, дека ако вие сте направиле нешто што кошта многу, не значи од тоа дека најмногу сте заработале. Ја од тоа парче облека имам заработено некои символични 50 или 60 евра, заради тоа што ја таја соработка сум го прифатил само за да ја облечем таја личност прво, а од друга страна сум прифатил и тој буџет бил само за сите материјали и за целата изработка, зашто ја немам буџет да направим таков фустан, и јас сум го зел незиниот буџет за да ја се докажем сами од себе си, сам на себе. Така да не значи дека од најскапото парче се заработува најмногу, и морам да кажем дека од тоа парче нема заработено ништо, но срцето ми било исполнето. Златко, ако можеш да направиш дизајн за Дженифер Лопес, што би создал? Знам дека познавајките е блиску до тоа ти што го правиш и до твојот стил и сензитет. Кажи ми што би направил за неја еве вака окативно? Не нешто што она до сега нема носено, но дефинитивно нешто што е ултра многу везено, ултра многу украсно, нешто што има многу камења на него, реси, стакла, и дефинитивно тоа би било парче облека кое што има многу делови од облеката кои што може да ги извади, односно да се појави со едно на стена, па тоа да го извади да остане втора варијанта. Од таа втора варијанта нешто да додаде да остане трета варијанта, дефинитивно би имало и некој хедпис, односно некаков украс на глава, пошто Дженифер Лопес е толку многу инспиративна. Дженифер Лопес континуирано светка, незините концерти са у пол сјај континуирано, така да би било моја огромна чест, задоволство и пак ќе кажем чест и задоволство да ја соработувам со неја. Златко, како изгледа твој ден кога немаш работа? Постои ли таков ден? Постои таков ден, знам ја некој таков ден да се земам, тоа е углавном после Нова година, тие денови кога е зима, после новогодишните празници, знам тогаш да не идем од ателје, да не работам, но и тогаш знам да уживам со пријателите, да се видим со моите, зашто ја не живеем со мојата фамилија више 15 години, многу поретко се гледамо, сам да си поминем време со нив,
Мислам, баш едни нормални работе без никакви обврски. Која е најлудата авантура што си ја доживеал со некоја позната личност? Дали постои нешто вака што се сеќаваш со некоја твоја соработничка, можеби па и со клиент, или можеби сами од себе во текот на твојата кариера, што ти си има случајно вака, што секогаш се навраќаш и ти текнува и се смееш? Ја морам да кажем дека сум имал една ситуација кај што мене ми дошла клиентка од странство на проба и она кој го виде фустанот рече: "Ова не е мојот фустан." Ја реков: "Не, ова е вашиот фустан." Она рече: "Не, ама нели ја го наручав крем, тоест нуд, и после на тебе ти звонев на телефон и ти кажав дека фустанот треба да биде црн." Ја тоа скроз сум ми го изумил, она направи проба на нуд на крем фустан на сосем друга боја, беше моја вина, искрено, и поставно на кој дојде да го земе везен и среден и готов фустанот, го зеде бојата што она ја сакаше, така да беше супер среќена на крајот, а ја да узнак да се извиним, на крај направив попуст, заради тоа што сметам дека она имала разбирање и треба да имам ја. Да можеш да бираш да живееш во некоја модна ера, која би ја избрал? Дефинитивно тоа би било рококо, дефинитивно тоа би било во Париз, а дај Боже у тоа време ја да сум бил некој кралски од некоја кралска фамилија, извини, дефинитивно би носел многу висока перика бела, со овде некои вакви сарми, круна на глава, некој одела со високи кукови, со плашт позади мене, дефинитивно мислим дека се пронаоѓам у стилот рококо. Златко, ти благодарам на овој интересен разговор, но ова не е крајот. Јас би сакала за крај, имаме за тебе спремно неколку предизвици, да видиме кој ќе го одбереш, кој ќе... Oh my god, ајде! Кој ќе ти фати око, па да видиме како ќе ги изработиш. Дали си спремен? Спремен за вас секогаш. Златко, нашиот прв предизвик е да искоментираш некои стајлинзи на нашите познати јавни личности. Има помеѓу нив мажи, има и жени. Би сакала прв го имам Сергеј. Сергеј неодамна те пофали во подкастот кај Стефан Лазаров. Да. Кога бев на пат, но ми пратија и фала многу. Да. Би сакала да ми кажеш, еве, конкретно за оваа слика, што мисли за Сергеј? Ја морам да кажем дека Сергеј континуирано изгледа исто, континуирано има свој печат, тоа е значи дека човекот има стил што е докажано, што е така и е, така да браво за него. И ја морам да кажем браво за него, колку он често му е совршена косата и никогаш нема подраснато корене. Значи ја него кој пат да го видим, он е совршено блонди. Браво за него. Ја морам да кажем дека ова е сосем различно од мојот стил како ја се облакам, но од друга страна ова сако ја би го носел заради тоа што има тие сјајни ревери и сјајни манжетне, од друга страна чантата, односно ташњата му е супер, така да Сергеј како Сергеј одлично личи. Еве ја Каролина за тоа што зборев, јас сметам дека дефинитивно Каролина треба да носи нешто што повеќе е за на сцена, нешто што не е толку многу бейзик. Ако више тоа е джамсут, нека биде фул со камења, нека биде фул со светки и чуда, зашто она е звезда на вечерта и она мора да се знае кај е, што е и што прави. Така да мора да има стајлинг што е stand out, што се гледа, што се познава, што е вау, што е бум. Можеш слободно да се вртиш натаму. Ова е Елена Ристевска. Елена Ристевска изгледа одлично, мене ми е многу сейф ова сако до што е исако и фустан, но од друга страна бојата му е многу јака, така да скроз е кул искомбинирано со иста боја на хулахопки. Така, слободно врте се понатаму. Ова е Антонија Гиговска. Ја морам да кажем дека Антонија Гиговска увек експериментира со својот стил, тоа што го гледам на социјалните мрежи дека многу се труди, но морам да кажем дека овој џамсут кој би бил без чипка, односно без ваков дизајн, кој би бил џамсутот у ликра, односно материјал што нема дизајн, туку е само како хулахопка црн, би личел многу по-експенсив. Имам уште една фотографија од нејза, еве сосема различен стил. Сосем различен стил, како што кажав, она многу знае да експериментира, но мора да знаете дека низиниот труд треба да се пофали заради тоа што се труди да иде да различно и тоа е секогаш за пофалба. И видите, ова иако е casual styling, он има сјај, има нешто што е неон у него, има нешто што е галакси сјај, така да браво за неа, се гледа дека е сценски костим. Имаме уште еден од нејза, ова е за вау. Ова се гледа дека е нешто ново, ова се гледа дека нешто е вау, се гледа дека овде работеле тим кој што и така како си ја знае својата работа, и за коса, и за шминка, и за трепки, и за веџи, значи и фризура, ова е светски. Ова е више друг левел. Да, ова е најновиот видеозапис што ќе излезе наскоро. Понатаму дали го знаеш Давид Давидовски? Он е мој голем фан, често добивам комплименти од него кон мене.
Ја морам да кажем дека секој денеска има право да изгледа како он што сака и денеска секој има право да се облака како што он сака, но ја овој стайлинг не го разбирам за кај е и за што е наменет. Така да стайлинг како стайлинг е стайлинг, но за што е наменет не знам. Имаме не го разбира. Имаме понатаму уште неколку фотографии од него. Ја мислам дека овде има многу фотошоп и мислим дека овде исто ова не го разбирам. Ја сум светски човек со светски личности, но ова не разбирам, но нема да кажем ништо негативно заради тоа што секој треба да има свој печат. Може тој свој печат еден ден ќе еволуира во нешто многу подобро. Така. Еве имаме еден стрит стайл, тука малце по-кежуал, за секој ден, дали мислиш дека ова е секојдневна комбинација? Ова е фино, се со што сметам дека над ова треба на одозгоре да има едно црно сако, како сето малку би го смирило и би било попријатно за око. Така. Тоа е тоа, Златко, ти благодарам. Многу на вас. Имаме спор предизвик, нема фала, имаме... Уште имате предизвици? Уште. О мај гад, ајде. Сега ни овој малце поинтересен наредниот. Ајде. Златко, еве нашиот предизвик е со врзани очи, предпоставувам ништо не гледаш. Ништо, баш црно. Да ти кажеме, значи, да ни нацрташ некоја креација, вака прво што ти доаѓа на ум, дали би можел да ни ја нацрташ без да гледаш што црташ? Ајде ќе пробам, иначе морам да кажем дека вакви скици цртам ја цело време со моите клиенти за да се договориме што и како они би сакале, ама нормално со врзани очи ми се дешава прв пат во животот. Секогаш мора да ја поставиме модната фигура, ова пенкалото црта. Да, морамо да кажеме дека ова е, еве да кажеме дека ќе направиме некаква венчаница. Иначе со моите клиенти увек цртам скице за да ми се ги разложиме сите детали они што би ги сакале. Ја релативно со што цртам континуирано, цртам брзо, а после за деталите ни треба повеќе време, но да не ги гњавиме вашите клиенти. Ова, извини, мене ми се само клиенти у памет, тоа са вашите гледачи, извини, да. Иначе, еве, ако овде има она корсет, леле кусно што цртаме и кај ги правиме градите, овде ако ја струко, ќе направиме дека она навамо треба да има фалте, овде навамо нека има некакви камења, нека има високи рукавице. Добро. Да, и еве, например, нека има на велот крај со чипка. Да, нека има со чипка и може би истата таа чипка да биде на крајот и еве на крај би била везена и мислиш дека треба да има една акцентирана уста и овде би се подпишал Златко 2025. Таку знаеш што нацрта. Ајде да видиш баш што нацртате, молам. Леле, о мај гад. Циркус. Па прекрасно е. Искрено е прекрасно. Врзосни очи? Да. Окей. Врз основа на тоа што ништо не гледаш, значи ова е баш топ, идеално. Да, фала ти. Браво, Златко, уште една се докажа дека ми со врзани очи. Дизајнер. Да. И со врзани очи можеш да направиш магија. Фала ти. Дали ова вака во моментот ти текнуваше нешто во твојата имагинација? Нормално и гледав да биде цртежот што по скицата што по едноставна како би вашите гледачи виделе што како се случува во ателје, но драги гледачи, ова не се случува во ателје, моите скици се многу по-добри, многу по-прецизни. Имаме прилика ќе ни покажеш некоја скица сега од твоите веќе нацртани. Јас тука сакам да те се заблагодарам за нашиот разговор и што уште еднаш не покани и не викна тука во твоето ателје да видиме уште еднаш каде се ствара таа магија, да видиме интересни креации што досега не се прикажани во јавноста. Ти благодарам уште еднаш и се надевам уште многу соработки интервјуа во иднина. Фала ти многу што дојдовте, фала многу што издвоивте време за мене и нормално се надевам дека уште многу пати ќе се дружиме и дека ќе доаѓам со успеси и од Њу Јорк и од Милан и од секаде, не само од Париз и нормално прво вие ќе бидете на ТВ екраните што ќе објават за тоа. Јас сум Златко Ивановски JZJ, the King of Sparkle, а вие гледате Hype Македонија.